Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно отворено студио, во уште една дебата на телевизија Нова. Вечерва исто така уште една актуелна тема, она што деновиве во јавноста предизвика лавина реакции низ за контроверзи како од стручната јавност, новинарите, судиите, пратениците, како на социјалните мрежи, така во собранието, настапот, односно интервјуто на специјалната обвинителка Катица Јанева. Го анализираме вечерва со моите и ваши гости од аспект на пиар, новинарски аспект на тоа дали специјалниот обвинител нужно, односно мора да располага со одредени способности за настап пред камера, дали е тоа пресудно за конечната оценка и став за тоа за каков кадар се работи или пак пресудно е тоа како Катица Јанева настапува во судницата. Ова е само повод за вечерашната дебата. Разговараме за тоа дали функционерите во Македонија имаат пракса да користат пиар услуги или тоа е ставено во втор план. Вечерва со мене во студиото се Синиша Пекевски, консултант. Добро вечер и добро дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро вечер и благодарам за поканата. И Драган Павлович Латас, долгогодишен новинар и уредник во Сител, во Вечер своевремено и исто така и професор на Европскиот универзитет за промоција и односи со јавност. Латас, добро вечер и добро вечер. Благодарам што прифати да гостуваш. Прашање и за двајцата, најпрво она што реков дека е повод. Дали имавте прилика да го погледнете интервјуто и како може да се обсервира и од пиар аспект и од аспект на обичен човек, граѓанин? Дали ваквиот настап може да биде пресуден за одреден функционер за она општа оценка што ќе се стекне во јавноста или пак треба да се остави стручниот дел да го покаже таму каде што му е местото? Ај повозрастните. Поискусните, да кажам. Па добро, види. Она што јас сакам да го кажам на пропо вашето прашање е дека ние во Македонија не памтиме да сме виделе такво интервју, дури ни на телевизија. Во смисол дека ни во Европа нема такви. Своевремено имаше во Русија еден Жириновски со такви испади на телевизија. Имаше во Србија еден Шечеровски молер кој на сите избори се кандидираше за председател и така правеше дисбаланс на стандардите во своите настапи. И ве се видовме кај нас. Обврска има јавен функционер за своето јавно однесување и за своите јавни настапи. Особено кога се работи за делови елементи од судска власт, кои завршуваат правен факултет по дефолт и кои дел од студирањето е реторика. Таму не е страшно што Катица Јанева рекла или не рекла, бидејќи повеќе прочита, многу малку каже. Таму е страшен концептот да вие викнете гостин во студио, да му ги дајете прашањата однапред, да му ги дајете одговорите однапред и тој да дојде во студио да не знае не да ги прочита. Тоа значи дека тој нема личен авторитет. Тоа значи дека тој што го викнал на интервју не му верува во неговите способности, затоа му ги дал прашањата и одговорите да ги чита. Тоа значи дека и оној дел од јавноста кој наводно стои позади Катица Јанова и носи мајци СЈО, не верува во неа. Да верувале, би оставиле во време кога е нивни главен уредник во МРТВ, да го каже тоа што има да го каже. Најпосле не морала воопшто ни да дојде на телевизија. Ако сметаа дека телевизискиот настап нејзин е спорен, не. Спорно е тоа што не и веруваат. Дури ни тие што ја пратиле, дури ни тие што ја донеле, не и веруваат. Ако не и верува 67%, мислам чини анкетите беа од јавноста, а и веруваат приврзаниците на една партија на СДСМ, кои го организирале интервјуто и ја донеле во ситуација да се бламира себе си и оној кој ја донел, тоа значи дека она нема подршка нула. Тука не иде статистичка грешка. Не сме јавен функционер. Прво да зависи толку од партиски планови, од партиска волја, од партиска телевизија, односно уредник кој партијата го донела, до тоа ниво да си дозволи себе си да биде играчка во рацете на една партија, која си ја носат на телевизија и дават прашања, дават одговори и играат мајта. На крајот на краиштата, ние за Катица Јанева плаќаме повеќе од 50.000 евра годишно само за плата од буџет. Па сигурно очекувате нешто повеќе за тие пари. Синиша? Па јас малце спротивно, малце многу повеќе спротивно од соговорникот. Она е избрана, донесена за да
го сработи тоа зашто е изгласано во собранието. За жал ги нема оние способности презентацијски, комуникацијски добри и не изгледа добро пред камера, што не може да го земам за зло, заради тоа што она е незината цел е сосема друга, да покаже што сработила, како сработила и дали има од материјалите кои се дадени да ги презентира во студница таму каде што за тоа е избрана. Втора работа е, предпоставам дека стратегија, бидејќи прочитав, са не сум сигурен, но поприлично сум убеден дека позади нејзе стои во незиниот тим на СЈО, видов дека има 50-60 луѓе, може и повеќе. Сигурно има тим кој се грижи за незините односи со јавност и се грижи за незиниот имидж. Нивната проценка пресудила дека она треба да се појави пред камера. Од оно искуството што го имам јас, генерално секогаш кога имаме, кога идат функционерите или било кој кога иде на интервју во телевизија или во некој медиум, се договарат прашањата или се договарат темите за кои ќе разговарат. Барем моето искуство така говори. Дали нивната проценка била погрешна или добра, јас видов само одредени фрагменти од тоа, има голема трема и не можам да ја обвинам, бидејќи притисокот врз нејзе, значи е поприлично огромен. Јас сакам да видам како она ќе изгледа судница, затоа што рече Владес е платена од народни пари. Тоа ме занима. Не е тоа единствена работа судница. Значи, во судница одат обвинители, таму има 10. Јас имам 32 години искуство, никогаш во живот никој не ми побарал прашање. Нити сум ги дал. Значи, мислам дека нема политичар, дури и Киро Глигоров, со кој не сум разговарал правилно интервју. Никогаш никој не побарал прашање. Нити би му ги дал. Затоа што тоа е подценувачки за оној кој е од другата страна. Значи, он нема свој став, не ја познава материјата за која ќе разговарате и автоматски зависи од тебе. А кој вика дека ќе ги добие тие прашања во живо, во емисија, што јас сум му ги дал. Према тоа не можам да зборувам за тебе, но искуството моје незината работа е јавна функција, незината работа не е канцелариска, да ние речеме битно она да си ја заврши работата. Што ако е алкохоличар, што ако е наркоман, што ако е, не говорам сега за Катица, за да не се врза незиното име за овие етикети. Добро. Што ако е било што од тоа? Ќе ја врши својата функција добро. Значи, она има обврска према јавноста да даде отчет. Не даде отчет пред советот на обвинители. Види, не даде отчет во собрание. Како се работи она незината работа? Тоа е незината работа. Мене не ме интересира кога четирите партии тие што се договорија да ја изгласат, ја изгласале. Имаше конкурс, веројатно на конкурсот не иде било кој, се прават проверки која е таа личност, какви квалификации има, не можеме ние да избереме, ајде да се изразам онака странцизми, no name човек да дојде да биде на толку висока позиција. Тоа првата работа е сигурно направена, предпоставувам, а да не кажам убеден сум. Втората работа, гледаме дека низините заменички или веќе помошнички, дека има тоа башка. И дека има сосема, можам да кажам, имаат одличен настап. Дали они треба да излагаат и да ги презентираат случаите, тоа е веќе друг момент. Но начинот на кој го презентираат, јас имам само пофални според за тоа. Не, она мора. Значи, ги споредиме два настапа. Основно јавно обвинителство, прв човек Зврлевски. Доаѓа на опозицијска телевизија, која Зврлевски го смета за дел од власта, со значи нема е наклонета, гостува и дава одговори на сите прашања кои се поставени. Нема, никој нема ги пишал ни прашањата, ни одговори. Автоматски одработува дел од своите задолженија за кои државата го плаќа. И го одработува пристојно, добро. Имаме од другата страна специјално јавно обвинителство. Значи, таму не е со конкурс, тоа е политичка одлука. Се пријавува, колку што се знаме. Се пријавуваат, но нема однапред со закон утврдени услови, бидејќи ние не сме имале претходно специјално јавно обвинителство за да ги законски детерминираме. Не сум можел јас се пријавам затоа што си има некои критериуми, да, така да. Постојат општи, но се пријавува и професори од правен, кои не се обвинители, се пријавува разни лица кои имаат врска со правна наука, адвокати исто имаше пријави. Обврска е да ја убеди јавноста дека има авторитет и личен интегритет за јавноста да ја верува во нејзините одлуки. Тоа што ќе се појави на суд, тоа е на крај. Затоа што вие кога влегувате во судница, во така висока позиција како прв човек на специјално јавно обвинителство, внесувате во судницата и веќе подготвен однапред авторитет и интегритет. Водите процеси, чија ние резултат ќе го знаеме за 2-3 години, кога некој врховен суд ќе ја потврди дефинитивно и ќе направи извршна пресудата, ако ја има. Во тие 2-3 години,
Таа функција создава политички, општествени и финансиски последици. Во тие 2-3 години вие можете од СЕО да направите исправна институција која може да биде смерница што понатаму, или да направите комична, каде што и оние кои ја направиле се кајат. Значи, ние се одеме по вториот пат, се прави комична. Излегуваат две девојки, убави, неспорно, постојано се со нови фризури, Катица дури донесе и нова фризура фенирана од лево на десно, па дури денеска од собрание има една од оздола нагоре. Тоа е исто пијан, тоа е исто имидж. Ние гледаме скапи одела, скапи облики, гледаме се, но уште не видовме ни еден правен процес. Денес гледам, Кривичниот суд ја одбил една од случаите обвиненијата кои беа поднесени од формални процедурални причини. Тоа е вака една шамарчина од стручен аспект, прилично сериозно. Да не знаеш да ја составиш обвинението кој го даваш. А има само две, значи 50% си утно. Се спаѓа во врските на јаен функционер. Се. Значи он нема право да биде пијан во кафана, нема право да се другира, нема право да прави X работи кои другите луѓе, не кршејќи го законот, може да го прават. Он нема. И како ќе ме убеди мене, не само парите кои ги даваме ние 4 милиона евра годишно, но како ќе ме убеди да верувам дека си ти кадар, тоа што си го земал како обврска го спроведеш до крај. Не е пресудата мерило, пак кажувам, пресудата следи за 2-3 години. Без оглед на она како ќе се однесува и како ќе поентира во судница, например во случај. Тоа е незин проблем, тоа е за 2-3 години. А ние треба вие 2-3 години да живееме, да добиеме од таму препорака како општество ќе реагира на работата на СЕО, какви последици ќе остави. И во политиката и во сето. Сега е политичка институција, таа не е формирана со закон, пред не политичка одлука, па потоа е направен закон. Значи не е генеричка, не е излегла од потребите на граѓаните и на системот, туку е наметнат. И затоа е привремена. Само 4 години. Не е трајна институција. Се е битно. Вие не можете да бидете уредник овдека и да ве гледат цел ден по кафана, не знаете два и два да споите. И кажувате, ама јас сум добар, ти знаеш ли ја како пишува. Супер, иди пишуве. Ова што денеска Катица го покажува, прв го спомна Гордан Калеџиев, незинат против кандидат од редовите на СДСМ. Тој ја отслика во својот настап, ми се чини не една од две помалите телевизии беше, го каже истото ова, од А до Ш, што денес го говорат другите. Јас бев прв кој се спротивставив на тоа што Гордан Калеџиев го кажуваше и на дневникот носител неколку пати имаме спротивставување, затоа што не можеш да збориш однапред пред рака. Остаја жената да почне работа. Ама се што да правиме, човекот бил управо. Еве денеска читам и вчера професор Ванковска. Таа вика, не може правник да се бави со обвинителство, суд или адвокатура, ако не знае да збори, да го брани својот став и својот случај предмет. Не можеш да бидеш на висока функција од правен формат, ако не знаеш да изградиш авторитет и интегритет. Тоа е голем проблем. Не е тоа мал проблем. Синишо, присудни ли се овие фактори или не? Пак ќе кажам, не се согласувам со него. Значи, точно е дека е политичка одлука, но проблемите го донесоа тоа. Да не биле тие проблеми, нема да проблемите што се случува во државата, општеството. Значи, оние да не но кои се обраќани проблеми или здравствени, кои? Значи, и политички, не знам дали се криминални, затоа што тоа е нејзина работа да докаже ли. Значи, не би ја донеле, не би ја изгласале нејзе да немало некаков причина. Причината ја знаеме каква е, така да не навлегувам понатаму. Втората работа е што... Не, знам, мислам дека не мислиме на исти причини, затоа прашувам. Снимки дадени, значи од кои произлегува, се претпоставува дека има можни криминални... А кој докажал дека тие снимки постојат? Значи, ја реков Барто тоа говори дека треба да докаже, дека не е работа. Дека постојат. Ја реков постојат. Кој докажал дека постојат и каде се? Тоа е една од работите. Милиони 100 имаше илјади заев, милиони 40 снимки, предал 500 и нешто илјади. Дали се вистински, дали се кривени, дали има кривично дело или нема, тоа е. Каде се 400.000 кои не ги предал. Денеска Катица Јанева кажа во собрание, ја од 12% што сме ги прегледале, вика, снимките во СЕО, не утврдивме дека Заев има нешто криминално дејство според снимките. Така, добро, тоа е на 12%. Значи, останува тоа 82. 88. Ама 88 на предадените. И 450 што Заев ги сокрил, бидејќи очигледно има причина да ги сокрие, кога ќе ги добиеме тие 450 што Заев ги сокрил? Добро, тоа веќе навлегуваме во некои други работи. Тоа е околу причините. Кога зборувавме за незе, ја мислам дека она има добар интегритет.
слабо се снаоѓа пред камера, тоа е нејзин недостаток, грешка на нејзините луѓе или тим кои се грижи да ја спремат малце подобра. Ја спреми. Се учи. Денес нема нешто, тоа не е нуклеарна физика. Вие кажи ми како е да научам Меси да станам од мал сакам. Малце си возрасен, не можеш, мислам, Па и Меси ова не е баш нешто младе. Да, ама тие се некои вештини кои може да ги стекне преку добра подготовка. Втората работа, приска сака да се вратам. Јас, моето искуство, у работа со повеќе јавни личности, во кои су политичари, секогаш кога сме се договарале со некоја телевизија или со некој медиум да настапи, во минимум биле темите за кои разговараме. Значи не сме ограничувале, но секогаш темите кој е поводот, зошто е он или личноста, зошто е тоа таму. До тука, значи не го спремаме, некад ги даваат прашањата, кои си има прашања кои се и ајде да кажем и пипави и сензитивни, кој личноста која од оваа страна треба да ги одбране, да ги прикаже на начин каде што ќе бидат прифатливи за јавноста, како што он сака. Од друга страна, пак ќе кажам, кога веќе ја избра нејзе, требаше да се договорат политичките партии, вклучително и оние што не ја избра, што изгласа во собранието, дека нема да ја обструираат. Нормално е по мене едната страна да се обструира заради тоа што поголемиот дел од она што го слушаме од медиумите е дека действијата кои се насочени се против таа политичка номенклатура. И нормално е да они да се борат со сите средства да ја обструираат и да наметнат и уште поголем притисок да стават за да она крахира. Кој вид на притисок, само кој вид на притисок вас ви остал најпечаток вака? Кој притисок? Континуирано, значи вака, ајде не сакам да ги делам медиумите на проопозициони, да. Као форма, као појава. Јас до сега не сум видел на некој, ајде да кажам, провладин медиум, не провладин или што повеќе не ја сака, туку повеќе ја почитува власта, да имаат еден добар збор за неа. Ја имам 3 месеца. Јас не сум прочитал, не да кажат добро го сработила, добро, ќе оставиме. Првиот момент кога излезе она со чипката, грешка, сите ја направија лом. Добро, сгрешила жената. Ако имаш авторитет, ако си личност, нема да те памтат по врвките на кондори, туку по реченото, по кажаното, по тебе. Сгрешила. Али ако си безличен, иде со мајци, со В израз што не би требало да ги носи. Али ако си безличен, никој не го спорува неговиот авторитет. Затоа што маицата никој не ја ни приметил, го слуша. Ја приметуваат ако ги гледаат, не, ако ги гледаат. Го слуша што збори. Имам ја дека една работа што од струка ми е. Еве се кажува и тука дека ВМРО ДПМН и медиумите блиско до ВМРО ДПМН, у кој и себе се бројан као нојнер, биде ги така ме прозвали, не се жалам ни кајам поради тоа, ја обструираат Катица Јанева и го нарушуваат незиниот авторитет. Така. Имидж, креираат негативен имидж. Целиот овој медиумски третман во тоа го апсолутно, значи негативно. Еве ја ќе ти дадам примери. Прости примери. И сега ти суди. Значи, прво излегува Катица Јанева. Беју првите изјави. Собранието е нелегитимно. Тоа е веќе бонапартизам се вика у социјална психологија. Тоа е кога се изнад државата, изнад власта, изнад луѓето, изнад се. Ја судам, ја кажувам. Закон. Прво, собранието е нелегитимно. Зошто е нелегитимно? Зашто јас сум слушал разговори, се правиле дубари за време на избори. Па јас сум слушал многу разговори за многу луѓе. Не може да тврдам дека твоите деца не се твои. Така кажуваат разговорите по телефон кои сте се карале со жената. Случајно вие немате деца, па може да употребам примерот без да се навреди. Значи, прво не признавам собрание. Не признавам премиер. Нелегитимен бил. Основно јавно обвинителство се нестручки, тоа се нејзини збори. Идеме дали конфликти со создавање. Совет на обвинители се нестручни за мене да ми кажуваат што ќе правам. Полиција нестручна. Медиуми. Поведено е најавува хајка против медиуми, бидејќи ќе имало акции за нелегално финансирање на медиуми. Тоа се најавува. Као да е тоа нешто што треба тело Цабајле кај да ти каже, види, es wir gang gegeben sein, денеска апсиме. И onda треба сите да се плашат и да бидеш жив среќен ако не си апс. Значи, она направи конфликт со сите институции постоечки, освен со СДС. Што направи СДСМ да го струши угледот? Јас тврдам, подпишувам со две раце дека на Катица Јанева, одnosno на СЕО, не би персонифицирал со неа,
Историската улога е завршена, тоа е затворена приказна. Сега само ќе се акаме по судови. Приказната е затворена, тие се бивши. Тоа е промашена шанса или неуспели абортус. Во социјална, политички, било каква смисла. Кој го уништи имиджот на СЈО? СЈО е донесена, како што има специјален суд и во Србија, како што има обвинител во Србија, во Хрватска има, Црна Гора има, да во СЈО дојдеше човек од формат на Јован Трпеновски, поранешен адвокат и обвинител. Значи, тука влакно не можеш да му најдеш. Михајло Маневски, од другата страна. Кој да е од нив? Од тој формат. Што ќе кажеш? Кој авторитет ти ќе руши? Што е за тебе планина? Тебе ти доаѓа човек од провинција, не е што провинција страшно што никој пат не го работил тоа што го работи сега. Значи нема ни искуство ни предизвик. Сега, што прави СДСМ? Ја присвојува веднаш као партиски играч. Наша е. Заев прави митинзи, у кој вели, јас сум ни дал задачи. Он ни дал задачи. На оваа која не го признава собранието, не го признава председателот, не ја признава судскиот систем, не ги признава обвинителите, ништо. Медиуми ќе ги гони. Заев бара да се гонат медиуми и новинари, зашто него биле најголеми непријатели. Еве, завчера најавува, ќе гона медиуми и новинари. Во оној момент, кога СДСМ искочи со мајици на кои пише СЈО, а таа не се спротистави на тоа, не се огради од тоа, таа станува партиски играч. Таа игра за нив, не игра за јавност, не игра за закон, не игра за граѓаните, игра за една партија. Мислиш дека не се спротиставува на јавна партиска етикета што и дава така презнак? Така е, не, напротив. Она ги поддржува, заради тоа што ниједна постапка нема ниједен збор кој би оградил од тоа. Гледаме во собрание, нешто што треба стварно да бидеш човек кој не се почитува себе и сам да признаеш дека си некадарен за јавен настап и работата која работиш, да дозволиш во собрание седи државен јавен обвинител од специјално јавно обвинителство. Така. Позади него седи Петро Шилего, од оваа страна Горан Мисовски. И тие и шепота што да каже во собрание. 2 дена предходно некој ги дал одговорите на интервју. Значи не верувал дека таа знае да смисли одговор. 2 дена потоа во собрание, тој истите, Мисовски, Шилегов и компанија, не и даваат да зборува во своје име во собрание, туку и шепотат што да збори. И она го прифаќа тоа. Значи, овие не и веруваат, на мене како граѓани ми пуштаат порака, не знае и не може, затоа ние сме тука, а они се партиски функционери. Не се они обични граѓани, како што си, ја и ти може да дадат совети некому за пари. Не, овие за партија работат и она тоа го прифаќа. Прифаќа нивната оценка дека не знае и не може и се дошепнува со нив. Добро, се не можеме да знаеме што и кажале. Значи ти се инсинуираш дека и кажеш, не, прво не сме да разговараат. Предпоставуваш. Не, прво не сме да разговараат. Зошто мислиш дека не сме? Во собрание не сме. Он е државен функционер, не може он да си добацува да му враќа. Не сме. Не сме. Може би, не, морам да ти спомнам, не провинција, туку е внатрешноста Македонија. Не може да прави муабет, ама не да им сугерира одговори. Не можеш да правиш муабет, јави се, не се јави, каже му, не му каже му ова. Не Тоа викам, да не сугерира одговори, да не сугерира дел од јавен настап. Не сме партијата да си ја присвои Катица Јанева, да ја направи партиски фабрикат, да носи мајци СЈО. Кога кажале они дека е таа нивна? Како? Ќе ја браниме со крв, ќе ја браниме со ова митинзи прави. Они ќе го бранат, значи вака, ќе го бранат специјалното јавно обвинителство, не ќе ја бранат не за институцијата. Зашто тие да го бранат? Затоа што имаме што имаме? Цело време се спори дали, значи зборуваме политички ќе ја бранат. Се спори дали е тоа на уставен суд ќе падне или не, дали ќе падне, значи во тој контекст не е ал-муџахедин да брани некого да преземе геренција на полиција. Ако Катица Јанева е загрозена, ќе ја брани полиција од физички напади или ќе ја брани некоја друга институција од други видови на напади. Ако е, но таа не вика дека сум. Како институција. Но таа не вика дека сум. Односи мајци СЈО. Он се идентификува со СЈО не со градова. Значи носат, јас знам и новинари што носат мајци СЈО. Тоа не значи дека се они припадници на членови на СДСМ. Тоа значи дека иста е групата. Можеби се сега иста. Не можеме да тврдиме иста е групата. Кој ги носи мајците, кој ги дал мајците, кој ги печати мајците, кој ги плаќа мајците. Може секој да се испечати. Кој ги плаќа митинзите. И тоа е без пари дизајнот. Кој новинар излегол на како се вика у Капиштес да каже ја му дам задачи на СЈО, ние го создадовме, сега треба да работи за нас. Ја тоа не го немам чуено. Не сте гледали сите. И други медиуми.
Значи, СДСМ е тој кој е... Памти, ја мислат одиме за Само да првиот. кажам, СДСМ е тој кој ја искомпрометира, тој кој ја посвои, ја стави во партиска функција, таа прифати. Не е ВМРО тој кој ја даде таа етикета. Пред одиме со првиот блок реклами и потоа со Синиша сакам да поразговараме околу тоа зошто ваквиот настап, ако е толку стручен профилот на Катица Јанева, толку излезе во прв план во очите на пошироката јавност, ако има впечаток дека се работи за стручно лице кое што не го бива за пред камера. Околу тој дел ќе поразговараме по рекламите, одиме со првиот блок реклами, се враќаме набрзо во студиото, останете со ТВ Нова. Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова. Продолжуваме со Синишо околу она што го споменав пред рекламниот блок. Зошто мислите дека толку јавниот настап на Катица Јанева боде очи во јавност и излезе толку на површина? Мислите ли дека доколку поголемиот дел од јавноста сметаше дека е компетентна и дека тоа е пресудно за тоа дали е она квалификувана за ова место или не, ќе пројдеше преку овој јавен настап, а немаше да има толку критики на... Вака, мојот став и од стручен и приватен е дека жената чим ја избрале за специјален јавен обвинител, дека ги има потребните квалификации. Тука не можам да спорам, си прошла, предпоставам, неколку кругови и тука е добра. Втората работа, предпоставам, дека дојде преголем притисок и одеднаш стана е изложена на целокупниот суд на јавност. Она претходно била релативно непозната за генералната јавност и може да се горе-доле со облака како што сака, нејзин стил, дојде на однатрешноста на Македонија. Се тоа влие на впечатокот што да, го има. влие. И одеднаш кој ќе ти даат толкав притисок, одредени луѓе не се снаоѓаат најдобро на почеток. Треба да си спремен на тој притисок која прифаќаш функцијата. Па спременно, ние прво што направивме, зошто е облекла чипката. Добро, сгрешила жената, веројатно не се консултирала, на почеток беше секој прави грешки. Жив човек е нормално е да сгреши, значи само роботите не грешат, машините. Последното интервју, предпоставам дека незиниот тим мислел дека она спремна, се покажа дека не е спремна. Јас да сум дел од незиниот тим. Одговорите да мисли дека е спремна. Не верувам дека не одговорите. Одговорите, она ги... Еве овака иде интервјуто, ако не сте го гледал. Гледав некој делови... Прашање градо, читам, следеќе прашање иде листов доле. Следното прашање иде листов доле. Тој што и верува, нема да ги даде одговорите. Тој што не и верува, ќе ги даде одговорите. Добар дел. Незиниот тим не и верува, тоа е проблемот. Луѓето кои не се сигурни пред камера, секогаш ги пишуваат, ја прават најголемата грешка, ги пишуваат одговорите. Наместо да имаат булеци, се на недржан предавање, наместо си онака као цртки, клучни работи што треба да ги кажат поврзано со тоа прашање. Пак ќе кажам, тоа е грешка на незиниот тим, не е незина грешка. Затоа што предпоставам дека она им верува премногу на некои луѓе кои одлучиле дека она треба да се појави. Она требало да процени дека она не требало да излезе. Дури оној дел кај што него не се сеќава на делото за шпион, па кај излека од напамеден научен. Работа е да се појавува. Тоа не е дали сака или не. Значи она представува, она е само главата на една институција. Значи она има и други луѓе кои треба да се појавуваат. Главата на зошто често се појавуваат потпороли, постат потпороли на различни институции. Тие ги пренесуваат главните пораки што сакаат да се пренесуваат. Премиерот има портпарола на доаѓа на дебата, на интервју, на све, зашто не го плаќа портпарола од премиерот. Исто е државен функционер. Многу почесто се појавуваат потпоролите на различни него премиерот. Значи ако премиерот се појавува, ја не се сеќавам портпарол на премиерот Груевски да имал интервју негде. И јас се сеќавам, ја барем сум гледал на македонска телевизија, бил неколку пати. Добро, дали збориме за секој дневни изјави, дали збориме за интервјуа, дебати. Не, збориме таму кај што она било. Централна не, добро, централна не збориме во специјални секојдневни изјави, тоа му иде во живо беше снимено интервју што беше полошо. Ем снимено, ем читано, ем прашање дајане, полошо здравје. Пак ќе кажам, жив човек греши. Јас не можам да ја судам како она изгледа. И секогаш тоа што е внатри, тоа што е надвор никогаш не. Најчесто токму за тоа прашувам, дали за ја судиме обликата и незиниот настап. Зошто за ова интервју се крена толкова прашања за настапот? Тоа не е зашто толку силен впечаток остави за компетенција и за новинарство. За тоа зборам. Не. Јас сум имал прилика сега типол да имам состојба. Настапот наметна став дека е некомпетентен. Тоа се извини само, значи, нели гледаш како се тргна вниманието од круцијалните работи. Ова е супер пиар за, ајде да кажам, контра незе. Зошто го ставаат фокусот на незинот настап, кој е лош,
Ама чека, настапот има содржина. Значи Ние не збориме какви идеме чорапи во носела. содржината, значи она незината работа, туку идеме каков бил незиниот јас и сега сите зборат околу нормално. тоа. Се отргнува Тоа прашам. од дневните работи во кои на пример дене У држава вчера председател Завчаров и премиер се изгласа решава од кој- настап. Кој слушаме дека не треба техничко Ама премиер се решава од настап. Ние не говориме какви чорапи носела Кати Цанева и во Македонија кондури. не. Во Македонија не. Јас сум имал саат и пол состанок со Катица Јанема у една прилика кога бев у СЈО за да предадам пријава за телефонските разговори кои се монтирани кои ми ги објави. И таа побари саат и пол седа. Жената е нормална и пријатна приватно. Пуши исто ја колку што пушам. Значи тука сме егал. И разговаравме за тие работи што сме ги објавували и на сител, кои се точни, кои се неточни. Ја не добив печаток, ни добар, ни лош, ама тоа е човечки. Значи човечки е, тоа немам ништо спорно. Напротив, жената е нормална и приватна, пријатна, приватница. Стручниот дел пред камера, Но, човечкиот позади На камера. 100 луѓе, на битни јавни функции, што значи тие 100 луѓе имаат моќ. Тие 100 луѓе изградиле улици, луѓе чекаат од нив болници, чекаат од нив фабрики. Треба да им се решава судбината у СЈО. Многу е битно, дали ја како граѓанин ќе верувам дека тој СЈО има стручност, знаење, умење и квалитет. Таа работа да ја заврши согласно закон и моите интереси, а моите пак се поврзани со закон. Или не. Ние не говориме за настапот на Катица Јанева дизајнерски. Какви менѓуши имала, чорапи или не. Ние говориме дека човекот кој треба да решава за 100 врвни личности у Македонија не ја знае работата која ја работи. Видно од настапот. Зашто таму се разговара исклучиво стручни работи, исклучиво све. Практично ние што видовме? Дека некој земал оно што го збореше Гордан Калеџиев. Тоа не е моја проценка, напротив, јас имав 3 месеци полемика со Гордан Калеџиев дека не може да ја плюкаш Катица Јанева, само што дојдам. Значи, тоа што го збореше Гордан Калеџиев, ја ќе го цитирам него. Сакате да спроведете хајка, не ви се нафаќа никој од крупен формат, као Јово Трпеновски, као Михајло Маневски и ред други, сега да не заборавам некој, и зимате анонимус, кој жив среќен што дошол у Скопје, што добил државен стан и што има 5000 евра месечни приходи, што треба ќе направи булдозер, ќе изгази све. Изгради. Извини само, морам да Сега, таа е предпоставка, која првата недела, кога беше избрана Катица Јанева, и кажа човек кој доаѓа од правен факултет и е професор, и е нејзин истомисленик по партиска линија, сега се покажа точно. Незе не и веруваат, незините соработници, тие што ги правиле прашањата и одговорите, тие што во снимена емисија и дали одговори, не и веруваат во СДСМ, затоа и шепкаат позади што да каже и како да каже. Сега ми пред да дојам намаму ми кажа дека Катица не се враќа во собрание Јанева, бидејќи имала здравствен проблем, се почувствувала лошо и не е во состојба да дојде во собрание. Претпоставам дека тоа е огромен притисок за неа. Да сум јас Катица Јанева би се отишол во овој момент. Зошто? Зашто притисокот кој ми се создава, мене ме доведе во прашање како личност, треба да се вратам меѓу средината у која живеам, дали во Скопје, Гевгелија, сеедно. Али треба да се вратиш нервно, треба да се вратиш финансиски, треба да се вратиш карактерно. Има деца, едното е мужено, треба баба ќе биде. Значи треба да се сочува себе. Со ова темпо, тоа е исто, градот, тоа е исто како јас сега да се почнам да играм фудбал со млади како тебе и дала бабата 5 денара да се фати уро, се даа 100 да излезе. Значи срцето ми лупа после 10 минути, ја не можам да живеам више. Добре, ќе да прашам, друго ќе да Во прашам. таа позиција е она. Имаме министри во владата на Македонија, сегашни, што добар дел не знаат англиски. Па Значи, не у Англија министер. Значи, видите, не знаат англиски, имаат средби. Значи, не може ние очекуваме од министер да прво да знае англиски, заради тоа што остварува меѓународни средби и иде на пат надвор од Македонија, представува Македонија. Вториот министри што не знаат да зборуваат воопшто пред камера. Значи, цело време, да кажем, лошо се мрмљаат. И трета работа, не си ја познаваат работата, ќе видиме, ќе проверам. Значи, нема да Не, квалитативно не разговараме исто. Овде имаме пример со име, презиме и ситуација, а овде имаме општ муабет. И избран од народот, платени од значи. Нема се да ги именуваме. Па не може да го споредиме. Кој ќе ги видиш на телевизија, секој ти стане Види, јасно. ама не може да споредуваме. Не знаат да зборуваат. Второ, дојдени се, Како да споредиме општо со поединечно? Филозофски не е можно тоа, камо ли методолошки. Нови министри се, па ќе видиш, сосема ти е јасно. Нови министри. Ама не може да споредиме. Може. Значи
пази нешто звикаме. Има едни луѓе на едно место, една Нема работа, една, нешто министри направи зборуваме. и овој човеков Млади со министри конкретно име и дојдени што не презиме. знаат, јас се Кој? спомнам дека си ја Кој? знаат својата работа. Значи немам тотални ништо- анонимуси немаат ни по 30 години. Ја Затоа немам водат ништо- министерства, ја немам- не знаат да разговарат, извините мо. Ние Ја судиме немам затоа ништо, што ма она кој? ќе влие, затоа што влие врз некој човечки судбини, исто кој овие министри Ама кој работат луѓе? работа врз Дали тие министри некој им ги носат спрема? закон, например, за образование Дали тие министри ги носиме. читаат одговорите кои ќе дојдат на телевизија? Читат, значи е за Кој? министер за Ма не образование. можеме така. Вчера го гледав, Тој не е баш млад. Министер за образование има брату 50 години. Мисли за мене како министер? Не зборувам за Спиро, зборувам за министерот за образование, Пиштер, чи млад дечко од 30. Добре за новиот ова. Па нема нов стар, значи тој не е министер, така, значи зборуваме, не може две реченици Како да ти струки. искуството? Имат ли нашиве функционери, овие што ги спомена, министри сега во Јас сум минатото, работел- обврска, односно, имаат чувствуват ли одговорност да консултираат пиар експерти за настап и слично? Јас обврска нема, тоа е од он искуството што го имам. Јас сум работел и со министри и од позиција и со личности што се во опозиција. Почувствувале потреба дека им треба, едниот беше супер задоволен, значи дрво недоделкано, после Али го направивте човек? После известно време работа со него, значи страшни, долго време се нема видено, вика Синиша, како ти кажам, супер сум задоволен од соработката, Дали не само платил со мене, поштено? Тоа е било. не ми плаќа мене, јас си работам тоа во друга агенција и На но имаше еден агенцијата? министер што никако, значи направивме столбуки, никако не успеавме од него да го извлечеме, едноставно го има тој притисок, не се знаѓа добро пред камера, освен ако не е како он што сака и не може. Тоа предпоставуваше и јавни настапи, интервјуа и изјави. Значи се. тотално спремање за него за И текстуалниот дел? и креирање на не можеме ние текстуалниот дел да го Не, креираме заради тоа концептот. што ние истражуваме и даваме клучни работи што треба да ги презентира. Начинот на кој ќе ги презентира, не можеме ние да го напишеме. Концептот. Тоа значи дека што го кажа Латас не му верува, да. Но има на пример, јас имам искуство со личност од опозицијата, додека работев со него, буквално се слушаше. Тоа зависи се од личноста колку е навистина спремен, она што го зборевме за време на паузата, и он сака И колку е свесен за недостатоците. свесни се огромен, Немаш значи, овде свесни материјал. се, Постои но наука. добар дел и значи стават, значи мора првото кога се договараме викаме сакаш да успееш и ќе слушаш или ќе тераш по твое и што буде буде. Че не можеш после да не обвиниш дека не сме те спремиле. Ако сакаш ќе ги пратиш овие насоки, ако не сакаш извини, Понда тоа е може тоа. секој од вас да биде министер. Зошто да биде он? Ако вие го знаете, тоа не го знаеш, што џабе? Па види јас не би сакал да бидам министер, не се чувствувам доволно спремен за таа функција, така да Добро, не тоа е знам за пракса другите. сегде во светот да работат цели тимови за тие јавни личности да изгледаат Така е. како што изгледаат Ама и да го кажат тоа што ќе го закон кажат. еден, маркетиншки, промоција и публицитет, а тоа е знак и означен. Значи ти, ако немаш материјал, ти можеш што сакаш да правиш. Со него само Да не полоша- извадиш нешто. Не, само полоше ќе биде, уште поише недостатоците, ќе ги изнесеш на површина, што е случај со КТЦ Јане. Ја би употребил еден пример сега што се дешава. Ние имаме фирма Samsung, искам да кажам, јас сум работел со врвни фирми. За пари сум бил советник и се уште сум. Добро. Странски најголеми производачи на струја, рецимо, сега не споменам. Од Телеком до Космофон, до Битолска млекара, до Алкалоиди, до Зегиник тука, до Граните Бетони, сите. Сум давал своји услуги, зашто тоа го знам, за пари. И чим платили луѓето, значи некоја работа се им заврши. Сега имаме пример со Samsung, кој го имаме сега со Катица. Samsung прави совршени производи, најчесто. Искача нов производ, Note 7. Извареден телефон, арнама со фалинка. За прв пат кај Samsung од тој тип. Има страшна кампања за која они до сега потрошиле $1.1 милиона. $1.1 потрошени за кампања. Се дешава телефонов, му пука батерија. Батеријата пука до ниво на загрозување на човек ако случајно спиеш до телефонот ноќе да го пуниш. Кампањава тече, бидејќи си клучил договори. Сега бев во Амстердам, гледам видат билборди, ротирачки, купете Note 7 се. И сега, целата таа кампања, што требаше да го истакне, Note 7 по пукањето, сега е контрапродуктивна. Луѓето им асоцира на оно што го читаат во весник. Note 7, ако се појави по тој број, ќе се купи сигурно. А може, вака са Овде контра на немаш, тоа. види, овде немаш контра материјал. на тоа.
Значи, Не, немаш материјал 2,8 милиони продадени, ја читав приказната. И сега ти кажам, 2,8 милиони продадени... се враќаат назад. Не се враќаат назад. Продадени, имаме 8 случаи, регистрирани 8 случаи на запалување на телефонот. Са не ќе да го бранам, и се ние правиме приказна, а у меѓувреме излага iPhone 7. Не работам ја симптоматично. Не работам ја зошто за се Apple. случува и дали Не работам ја за Apple за да го бранам Samsung. И мене ми се кога ќе размислиш, ќе видиш дека од друга страна некој работи Никој од тука не говори дали Катица Јанева во својот визуелен настап е добро или лош. Значи имаш фризер кој ќе ја направи косата, имаш халина која ќе платиш 2-3 евра, 4 ќе купиш костимче, ќе се стопниш, ќе се средиш. До тука се е во ред. Тие во другите убавите двете. Исто така. Ја немам ништо против таа, не ја фалам. Од мој личен аспект, ја обожавам и оваа другата, како се вика, Фатиме Фетај. Ленче и Фатиме. Фатиме Фетај, мајка е српкиња. Јас сум србин, ние сме брат и сестра со Фатиме Фетај. Значи и таа ја сакам. Не само Ленче, но не биде дека само Ленче. Немаш материјал. Колку поеше ти сега се вложуваш преку PR агенции, преку експерти, преку се. Онамо кај што немаш материјал, се поеше ги истакнуваш недостатоците наместо она што ти мислиш дека треба да го истакнеш. Значи, јас сум имал лични односи со повеќето политичари. Бранко Црвенковски, со Љупчо Георгиевски, со Никола Груевски, Шекеринска дома ми доаѓала. Значи, и ги знам. Таму имаш материјал. Бранко е многу недисциплиниран за разлика од Груевски. Какво ти е кој следи наука со интервјуа со нив? Како? Какво ти е искуството со интервјуа со нив? Барале прашање, барале теми, доаѓале спремни. Не, тоа не. Може да каже зашто ќе разговараме вака. Една реченица. Па ќе разговараме за избори. Добро. Толку е. Не би ни дал. Прво, тие се суетни, свесни се за својата знаење, сила и моќ, за онда дозволи некој копил од неговиот тим да му ги прави одговорите, па да му ги даде, па он да ги чита, па да ги симења на очерите, па да ги чека. Да се збунува. Оно што го кажа професор Ванковска. У реду да сгреши збор. Странцизам, не ти текнало, мене некогаш име не ми текнува, што работам со него, а не подалеку. Но, да не знаеш да го прочиташ една реченица е делото на заев. Со тоа зборев преска за... Не можеш да не го знаеш. Ти треба да го браниш или да го обвинуваш утре. За тоа, со месеци работиш на тоа дело, ти два пати го спомнуваш, двата пати го читаш. Значи, не е спорна Катица Јанева како личност. Јас сум ја видел и ова, значи имам позитивен впечат. Не е спорна незиниот визуелен изглед. На крајот на краиштата, лепота е релативна. Некој ти се свиѓа, некој не. Збориме за стручниот дел и за оној кој е мисија дека ти си направил специјален суд во специјални околности со ограничен мандат од само 4 години да предизвика промени во општеството, не само да затвори 100 луѓе. Туку тие 100 луѓе се моќни, кој политички, кој финансиски, кој медиумски, создаваат последици позади себе. Ти ако ги тргнеш од сцената, создаваш огромна дупка. Оваа дупка на ВМРО, кој ќе ја пополни? СДСМ, клап. А околу превише се големи кондурите кои ги носи СДСМ на ВМРО, превише се големи уште на Катица, која треба да се мери со луѓе кои се марки во обвинителство, кои поминале години, кои се начитани, стручни, кои имаат високи оценки, кои студирале, кои имаат следење на методологијата онака како што оди. Не работата само донеси го. Пак ти кажам, ја можам да истрчам на еден фудбал со вас, помлади. Мојата душа е 3 минути, 5 минути. После тоа ќе бидам предмет на заебанција. Сега тоа е проблем со специјална јавна обвинителка, што си дозволи на себе си да биде предмет на зезање. Веќе никој не ја гледа сериозно. Незините ја компрометираа со тоа што си ја направи партиски војник СЈО, МЈО, наше, ние дававме задачи, и ја капсулира, ја изолира од останатиот свет, од 80% од вошеството, зашто СДСМ е 10-20%. Другите веќе гледаат како СДСМовски човек. И се поставува прашањето. Ако СДСМ има имидж, кој Заев му е репрезент, ја верувам дека ќе се сложиме дека не постои покомична, карикатурална појава во политика од Заев последните 30 години. Не се согласувам со тебе. Длабоко не се Кажи согласувам. ми еден кој е покарикатурален, освен Љубе Бошковски. Че не сакам луѓето така да ги па види, тој што е одбрал за партнер. Тој што е одбрал за партнер завчера имаше сличен ТВ настап. Значи вака треба да има почит спрема него, прво тој е лидер на опозиција. Не е на опозиција на една од партиите. На водечката опозицијска партија веќе ќе се поправа. Опозиција пошироко. И не можам да кажам дека е таков. Човекот си има сите ние си имаме некакви карактеристики, позитивности, некои мани.
он секогаш, па тоа што го зборам, секогаш се гледаат неговите мани и од влакно се прави цела Добре, перика. затоа вие постоите да ги истакнете позитивните страни. Кажете ми две позитивни. Тоа ќе го прашаш на неговите нема. советници, Види, ако што сте ги треба да забележале направат и маните, колку. ако ги Значи, има мани, ги истакнувате, гледаме, ако го истакнувате факторот мани, као пежоративно, мани, лата се. нормално ја е. Така. Ама додека работиш тоа што работиш и те плаќаат, значи 57% си добар. Минимум 57%. Апсолутно. Чиме се уште лидер на Но, опозицијска ние партија, споредуваме чека дека добар. настапи. Значи имаме настап на човек, шеф на СДСМ, кој од 20 на настапи у последната година дена, 16 или 17 после тоа се објаснува и извинува. Си извинува. Се објаснува и извинува, дека не бил разбран добро, па онда доаѓаш и Легов да го објасни и така дали. И сега имаме на оној тој кој го одбрал за свој политички фаворит. Не е моја реченица, нашите избори зависат од СЈО, тоа е реченица на Заев, не сум ја ставил ја во уста. Кога го кажал тоа, он го погребал СЈО. СЈО веќе не е на јавна функција, нема ни законска. Има функција кај него за избори. Сега, ако имаш на едната страна човек кој со карикатурални настапи предизвикува ностоп инциденти од јавен карактер, ностоп полемики, ностоп се доправат, се дообјаснува се, сега имаш СЈО кој од истиот политички блок со истите карактеристики проблеми уште поголеми. Значи не ги изедначуваме, да не ги изедначуваме. Втората А работа. они се изедначуваат. Значи не можеме да кажеме, значи Види, не носи живееме Градимир биполарна Марковски Македонија, мајца дека со јавен биполарно, да, биполарно. Или си за едниот или за другиот. И кај едниот ги гледаш само маните, бидејќи си опозит од тоа, а кај другиот само ги гледаш позитивно. Ама не е биполарно, биполарно е да се они 50-50. Они се 70-30. Значи не знаеме која страна, значи во моментот едната страна е посилна, другата е послаба, што не значи дека тоа утре. значи не е биполарно. Колку зборувам поделено општество. Поделено општество не значи дека Тоа ние е сме. друго. Поделено Затоа си реков не биполарно, секогаш. значи, Човек на у два себе е дела. поделен. Значи на два дела, на тоа мислев. Да. Иначе Иначе и не кога е зборим 50-50. Не реков 50 во ниеден момент. Значи на два дела и само ги гледаме. Сакаш да ми кажеш дека кај премиерот, кај председателот, кај министриот од владачката гарнитура не може да најдеме еден куп грешки. Не може да најдеме. Па никој не ги истакнува. А затоа што има авторитет позади. Не е авторитет. Значи Види, не можеме да дали се ти вадиме на памтиш тоа на дека не е дали авторитет. ти памтиш на последната утакмица Меси дали бил бричен или не бричен? Не. Затоа што е Не Меси. навијам за Барселона, за Манчестер Юнайтед. Затоа што е навијам. Меси. Али ја памтиш ли последната фризура бидејќи се од Манчестер на Погба? Не Не. направил ништо. Ја Не, памтал не. по фризурата и добра реченица му даде овој од Интер. Му вика, дечко, тој што те смени, даде 3 гола за 3 утакмици, а ти 3 фризури смени. Кога ќе се сведеш на нула, да луѓето единствено што забележуваат кај тебе е твојата халина и некои такви периферни ствари, тоа што си нула. На оној кој има што да каже, може и да дътне, може и да се сопне, може и да падне. Ако има што да каже, му се памти зборот. Значи, на добар пејач му се памти кога ќе влезе песната. во студница. Тогаш ќе И што биде. мислите, дали и зошто кај Катица Јанева се гледаат Затоа и што- овие работи? Затоа што друго нема позади. Значи, немаш авторитет. Согласуваш? Не се согласувам. Значи ние сакаме во моментот на бидејќи станува збор за страна која е лично засегната, Која? страна во моментот она ги води споровите Ама зошто? против Пази, членови ова на И од колку потврда јавни на- настапи може да се види дали има суштина некој или нема? Зборуваме се. Како не може од секој јавен настап се гледа суштина на јавна функција? Затоа што ова е зборуваме втор интервју. функционери Катица Јанева од не е власта. пекар. Катица Јанева не е таксиста. Катица Јанева не е архитекта што го гради крстон горе. Не, он има јавна државна функција која се состои од вербално обраќање и познавање на закон и преточување на зборовите. Тоа значи тоа е ќе работа. во судница е незината работа. Ама до судница има 3 години. Не е работа да излага и да ги презентира. Како не е работа? Значи, Па еве не е премиерот работа. може ли да биде премиер да не се појави 4 години во јавност? Него му е работа закони нешто или председателот на собрание. Може да не се појави. Значи он нема обврска за Кај има појави. таков премиер? Има можност. Значи дали ќе се појави или нема се Тоа појави. значи дека ќе изгуби авторитетот уште после 3 месеца. Ќе го сомелат медиумите. Не се согласувам. Па знаеш ли премиер што 3 месеца не се појави во јавност? Ја не знам. Кога збориме у јавно се појавува и дава изјави, дава Има интервјуа за интервјуи, едни, за и други, за да, трети. секад. Нема така. Они се И- тепаат да се појават. Збориме и за различни функции. Градимир, значи она што јас го сметам, кога имаш авторитет, интегритет, јас ти спомнав 2 имиња. Михајло Маневски, Јован Трпеновски. Имаше десетина такви, што адвокати, што други. Ја сега со мака не можам да се сетам на ниедно од дело на овие двајца. Сум бил и со едниот и со другиот одредени фази од живот пријател. Ама на чипкиве и на чорапиве се сеќаваш. Затоа што он, тоа што го оставил позади себе неговото знаење и авторитет,
Другото е небитно. Кога имаш празно, кога ништо друго немаш, што може да се запамти, нема авторитет, нема интегритет. Ти ги памтиш чипките, ти ги памтиш практично, го памтиш безвредното. Не го памтиш она што сакаш да го запамтиш, не го памтиш она Еве што кај Шегаринска ја памтам дека има во секој момент гардероба 10.000 евра на неа. Ама за разлика од Катицјана, Шегаринска нешто и кажува, нешто и прави. Па сега гардероба ја споминјаме шатфат повремено. Шекеринска е преку 20 години у политика, нормално уште да не знае да каже. Па Катицјана е исто обвинител поише од 10 години. Да, ама она не е повеќе од една година. Значи како обвинител е 10 години. Како Добро, ама таа сега Со никакво искуство за јавни настап. Да, со никакво искуство, да. не се нафаќа, ја пак ти кажувам, ја нема да одам да играм фудбал со вас. Зашто знам дека после 5 минути ќе ми се смеете. После 10 ќе треба да ме носите на Пак ти ја кардиологија. спориш незината стручност. Че пак Не спорам. надлегуваме. Незината стручност има употребна вредност. Се усогласивме дека она незиниот јавен настап не е добар. Не е, јавниот настап е дел од стручноста. Значи не. Како Тука тоа значи мислиш? не. Па не она Јавниот настап незин Ало, може да обвинител е. има, може, па што ако е обвинител? Судењето е јавен процес. Јавен процес, ама друго е кога се појаваш заради работа, друго е кога се појаваш. А овде знаеш зашто дека се те снима. појавува? Заради Јас калината? моето искуство, значи му држам преку 100 тренинзи за јавен настап. Луѓе кога седиме вака толку добро кој што зборуваш преска, разговараат нормално попријатни случаи не се нафаќа. ја уклучиш камерата. Па не се блок. нафаќа. Ти знаеш дека Што е- државен што е јавен обвинител, нормално. ти знаеш дека државен јавен обвинител е јавна функција која мораш да Добро, настапаш јавно. значи, Па она не се не- нафаќај. пак- Не иди пак како градот навлегуваме- и вика да играш фудбал за после 10 минути да ти се Не е смеат она избрана за да популацијата. излага и за да ни прави нас шарада. Она е избрана Не, за не да е ги точно. заврши процесите, Незината да го работа истражи, да не го е истражи така. она за која е Не. донесена. Ако Ние не, може да ако спориме не е до утре. избрана тоа, која е стручноста на СЕО кога две млади девојки излегуваат тапирани со 6 сата по Добро. фризери и по бирање од делца и соопштуваат однапред пресуда некому. Ово е крив за тоа, бидејќи со име, презиме, со детали, со све. Уште нема ни обвинение. У предистражна постапка е. Тоа што е? Значи, ја не можам Тоа не е значи, пиар. не можам Ја тврдам дека СЕО е пиар агенција на СДСМ. Не. Зашто? Заради тоа што искача и вика, градо и лата, се лопови, краделе, лажеле во овој случај, милиони позади не нив излегува со чуда. ниедно име, Како значи, не со искочи со иницијали ниедно име? излегуваат сега, не излегува. Па министер не- за не- внатрешни, не- министер како ќе ти каже за внатрешни, кој е? Значи пак не Од тој кажува до тој име. период со Значи, иницијали. Значи, да, со комшиката моја иницијали. е. Ама добро, што Комшиката- знаеме Да, кој бил така, министер. Не. предпоставуваме, не Они си, знаеме. види, они си дадоа во јавноста своја функција да бидат пиар агенција на една партија. И напаѓаат само една Тоа партија е која твое е мислење. спротивна. Не, факт е тоа. Не чувме до се Факт, за ќе СДСМ. се потврди ко нешто. Не чувме за СДСМ, слушаме една политичка страна. Они си дадоа во јавноста да ги запамта под нивните халини фризури, они си дадоа во јавноста да изнесуваат случаи со детали за кои нема ни обвинение. Ти си ги запамтил по халините. Јас не сум ги јас слабо ги пратам и она што го запамтил дека Прати ги имаат само повише, добар, за само да ги имаат добар запамтиш. настап. Прати ги ништо повише. друго. Ние вчера Не, зачера запамтил добар. И настапот се паметен. Да, Само порека. настапот им беше одличен. Градо, Тоа можам ние да дури кажам. завчера- Катастрофален. И за тоа можам да судам, извини само. За тоа можам да кажам дали е добар или лош. За внатре тоа што го сработуваат, нити со кој настапе компетентен, кој нити настапе на ова стручен. од Адамс Фемили излезе на житица? Која? Како се вика ова? Фатиме Фетај, Фатиме. одличен Од Адамс настап има. Фемили. Значи супер зборува, одлична дикција има, Добро. спастрена е Со и цитати, сериозна. со цитати куро да те еба пичко. Да се извинам на гледачите. Ја цитирам Фатиме Фетај, значи не се мој зборови. Тоа ли е настап? Си го запамтил? Тоа ли е? Си го запамтил? Па ја би го запамтил да искочила и со подвезници. Што не искочила со подвезници? Јас ти кажувам од стручен Ако е аспект, да од се мое запамти. мислење, од Не, мое мислење, значи тие ја вршат кажувам и политичка кажувам функција. добро. Тие вршат политичка функција. Тие се пиар Политичка агенција. не се, не, Тие се политичка, пиар тие се агенција. јавна, тоа Молам? со обвинителство не е политичка Дали е функција. политичка изјава, дали е политичка изјава, изборите се... Сеќаш што кажал Чекај. Фатиме Ленче за кој обвинение Не знам. сум Дали е- компетентен, да, не сакам. Дали паметиш за што Не- зборили, ја паметиш не Ленче сакам да како ги изгледал следам или Фатиме јавните- или Ја јавниот Ленче настап? памтам како изгледа. Извини, Признам не сакам да ги памтам пресконференциите заради тоа што се дека не влезе у судница. Не ми интересира Полека. што ќе најава, кога ќе Пред судница влезат, тогаш и се може да согласувам. зборуваме. Може ли прв пат да ги видовме? Еве што согласувам, прв пат да ги видовме Ленче, Фетај, Катица у судница. Се согласувам 102% со тебе. Но тие не го одбра тој пат. Ти одбра пат без обвинение. Значи ние завчера имавме први две обвиненија, а година дена скоро. И сега барање за Слушаме продолжување кој е на лопов, кој на кого жената му е онадел, кој на кого ова, кој тоа Фатиме Фетај е слушано. Тоа е слушано од пресудите на Катица Јанева. Зошто го прават тоа? За да извршат политичка функција. Најполитичка Не е изјава у политичка, свет е. пак. Ова собрание не е легитимно.
по политичка здравје. Најсо Тоа рече, политичка од изјава во материјалите светот. кои ги прислушувавме, Тоа е нејзин можеме да проблем. претпоставиме Со кое дека, право да. она врши рекет на јавност затоа што имала можност да ги чуе материјалите. Нека ми ги даде да чуе на мене, па ја да ја кажам за нејзе која. Како можеш да кажеш рекет дека врши? Па Како врши не? рекет? Зоран Заев што кажува? Бизнесмени, слушнете Ма се ме. излего дека јас ја бранам нејзе, дека ги ја бранам добри, да едната ја браниш, не е тија. страшно. Не сакам да бранам никого заради тоа што Еве ти го рекетот. Еве Јас ти го сум рекетот. граѓанин, не Не, сакам еве ти го да рекетот. бидам ни од едната ни од другата страна. Бидејќи посочив Нити ме 4-5. плаќаат, извини само, нити ме плаќаат за да ги бранам, нити сметам дека во моментот ја треба да ги бранам. Они си имаат стручни лица, претпоставам во нивните канцеларии кои официјално примаат плата и кои треба да излагат и да го бранат она што тоа Па го бранат, гледаме како го бранат 68% негативен Како став. го И бранат, поентата тоа е беше веќе дали друго. јавниот настап го засени стручниот или обратно. Го засени, апсолутно го засени. Јавниот настап стана политички настап, заборавивме на обвинителство. Со самото тоа што ти си имал 10 прес до сега, кој објава случај, опишани доде инсинуација правиш, ово е крив, ово е не, ти веќе му ја валкаш името, презимето, кариерата и бизнисот на тој. Он допрва треба да види. Учител е на како се викаше делото. Ние што година имам дена како- имаме такви случаи, а дури завчера 2 обвиненија. Значи тие луѓе не биле ни обвинети, а ти веќе си ги обвинил и осудил. Едното обвинение дури падна. Имаме една фројдовска изјава на Катица исто пред 3 дена, 4, кога се одложи судењето за Пуч. Таа излегува, видно изнервирана, зашто судењето се одложило. Прво, 5 пати она барало одлагање. Односно 2 пати она, 5 пати заедно. Значи 7 пати се одлага по нивно барање до сега. Второ, имаше една фројдовска реченица, вика: се одлага по вина на судот. Не се одлага по вина, нема кривец, нема виновник одлагање, има кој бара. Може да се одложи по барање на судот, по вина. Тоа е тој бонапартизам кој го имаат сите во СЈО начело со шефицата. Тоа е тој бонапартизам, јас сум сонце, јас сум Господ, јас судам, ја обвинувам, ја правам што сакам. Ако 20 амбасадори застанале позади тебе, ти немаш 100 луѓе донесеш у затвор за да ги задоволиш суетите и парите што ги примаш. Зашто тие 100 луѓе влечат позади себе над 50.000 работни места, над 200 проекти, и кои се болници, школи, влечат медиуми, влечат се. Кој ќе ги тргнеш тие 100 луѓе? Има 100 нови? Не. Катица ќе сотира за 4 години, ние ќе останеме со 50.000 помалку работни места, бидејќи ќе испозатвори бизнисмени, ќе останеме без битни медиуми, ќе ги затвори медиуми и новинари, ќе останеме без проекти, бидејќи затвори пола ВМРО, ако не е јаче. Што ќе биде компензација за тоа? Кој ќе изгубиш ти пензија, кој ќе изгубиш работно место, кој ќе изгубиш медиум, кој ќе изгубиш слобода, Катица ќе се отиде? Што те е компензацијата? Од камено доба ќе се враќаме назад. Незината улога е политичка. Никој не ја памти по стручноста. Прв пат стручноста ја видовме на МРТВ, дојде да одговара на стручни прашања. Денеска ја видовме собрание, избега. Дур беше таму, дур не избега и ше потеа овие што да каже. Таа е стручноста. За 3 години ќе бидат пресудите или 2. За 2 години пепел ќе се направи македонското општество. Не може да го опреш веш. Она ги се отиде. Ќе се врати и Гевгелија, смокви ги се гледа, парите од джеп, синовите двата обезбедени со станови со деца, ти си влегол у СДСМ у позитивната историја, ние што ќе правиме? Кој ќе се бави со последиците? Знаете што, у Србија ја бев... Сега зборушко да го знаеш исходот или? Па нормално дека го знам. Не е тоа тајна... Каде го знае? Многу ме интересира од каде го знаеш исходот на тоа што... Па зашто е донесена? Не е донесена, За 100 случаја. Избрана е, не е. За 100 донесена. случаја. Не сум го кажал јас, она го кажа. 100 луѓе го она. Незина реченица. Добро. И на оваа србинка Фатиме Фетај. Значи, тоа е незина реченица. Ке ги вратам парите што ги украле ВМРО-вциве во буџетот, е незина реченица. Кој си бе ти да ги враќаш парите? Ти си само една страна у спорот на суд. Не знаеме, пак ќе кажам. Нема што да знам, ја Ти цитирам. рече дека ги знаеш, дека Ја ќе заврши цитирам. целата, значи знаеме дека ќе идат Не, ја некои луѓе у цитирам. затвор. Значи, не Браво. треба да бидеш Едисон, да видиш дека се лицата прегорела. Ако прегорела, прегорела. Значи, инсинуираме сега, не знаеме. Не инсинуираме. Не е возможно. Влагам у политика, Не, иако не е не сакам. возможно. Зборам Не е од некој возможно. стручен аспект. Не е да, возможно. Ќе одиме Да. и со стручниот аспект од тоа. Не е возможно да наистина доживеал процес крах, кој се води само PR против една делот на политичка Катица. партија, само против една политичка Не знаеме опција. дали ќе остане со само случај, лица она од кажа една. денеска, она не, кажа повеќе денеска. политички партии се Она не од една. денеска кажа дека
За лицата СДСМ Зоран Заевич лични немам докази. До овој момент. До овој момент. Значи што не знаеме дека нема да чекай, ова излезе е понатаму. 50%, рамно 50% е денеска незиниот мандат. Преска рече 12%, така. Не, Дека не. ги преслушала материјали до Па таму што правиле умеѓу време? Фризури правиле? Зашто нема- само 12%? Мише, да се вратиме Толку на е. оној дел Да. околу пиар делот кај Катица. Дали мислиш дека со оглед на се од како беше снимено интервјуто, колку што си можел да видиш, во каков амбиент, облека, одговори, стручност, спремност за одговарање се. Добре. Дали доживеа пиар делот на Катица крах и дали какво е твоето искуство, за какви консултации барале нашиве функционери од вас и на какви гафови можеш да се сетиш и дали ова може да се спореди со нешто од минатот? Па не можам да кажам дека доживеал крах, има, ајде да кажам, условно почетни Тоа што тоа е, успеси. извини што те прекинам, го креира целиот имидж за целата лична. Почетни успеси, тоа се одредени грешки што се направени, верувам дека како ќе тече времето, така ќе биде се она подобри и подобра и дека како она ќе незиниот тим и Тука доаѓаме до тоа што го спомнавме, ако има обвинителството ќе материјал, се ќе движи биде. кон некакви, да кажеме условно завршници, кога мислам завршница, мислам на влегување во суд, ако се случи влегување во суд, дека притисокот врз нив се повеќе и повеќе ќе биде зголемен. Притисокот и од јавноста, да кажеме на негативно настроена јавност ќе биде уште повеќе. Претпоставам дека и од добар дел од медиумите ќе биде нападната, ќе се барат сега, ќе се вадат, претпоставам дека и други делови, и постојано ќе се потсетуваат на незините, ајде ги кажеме гафови, ја не можам да ги кажам гафови, би ги кажал почетнички грешки. И мислам дека со време дека ќе стане она се подобро и подобра. Барем верувам и посакувам тоа да биде. Тоа од една страна. Втора страна, најлошо е да работиш со политичари, кој што рече Лата Спреска, по суетни суштества од политичари, ја до сега не сум видел. Че знаат се, најмногу и они најубаво ќе чекај јас ќе ти кажам, ма самове чекај јас ќе ти кажам. Во ред, ако ти ми кажуваш, тогаш зошто си ме повикал мене тука? Подготвени се да примат сугестија? Тоа е, подготвени се до определен. Моментот кога ќе се слушаат, ги прифаќаат твоите препораки, ајде ги кажам, Или има одредено совета. време. Моментот кога ќе се осети малце посилен, ќе пројде на некој интервју супер, он веќе мисли дека е најдобар на цел свет. Че јас па ќе знам, за мене добар пример на добар спремен политичар ми е Барак Обама. Секогаш е спастрен, точно определено што носи, не меша бои многу, Тоа е бели визуелниот кожули, дел, не. визуелно, Тоа е одмерено во визуелниот дел. изјавите. Не го прави Барак точно- Обама голем неговото оддел. Не го прави точно, но како што пак се навраќаме, визуелниот е еден од елементите кои влијае. Ние не збориме како било облечено. Начинот на кој го представува тоа е исто така многу добар. Денеска читав пред во некој од медиумите дека како Обама пред 20 години, не 20, може и повеќе години во Кенија бил, зборил против белците, фатен во некоја поза као да, не знам, пуши нешто. И тоа веројатно ќе почнат да се вадат. Марихуана, не иде. Не знам, толку јас тоа далеко. не можам да тврдам. Си го видел Обама да чита одговори на прашања и на почеток и сега? Значи спремен, значи тоа е Америка, значи И тоа се не адвокат може- исто што и Катица. И што не значи дека во позадина, додека јас на пример пошто бидејќи не го гледам позад Латес, можеби не идат моите одговори. Така и на него, кога он чита, тоа го прави толку добро. Кој знае дали Обама може двојник е, ако одиш у претпоставки. Па добро, ама тоа не знаеме, ама он е премногу спремен и тоа е совршена технологија, таму не можеме да замислиме што све имаат и колку добро ги спремаат и сигурно не го пуштаат да излезе на некаков ТВ дуел или некаква изјава пред да биде добро спремен. За разлика од кај нас малце ќе се осетат по силни и веднаш не им треба никој, они ќе водат. Ви благодарам за овој дел, одиме со втората пауза за реклами, брзо се враќаме во студиото со завршните поенти, останете со Чудувани гледачи, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова со завршните поенти и размислувања на Латас и Синиша околу пиар делот, маркетингот, контроверзното интервју и она дали им треба на нашите функционери. Да не викаме контроверзно, не е контроверзно, така или- го представија. Па е контроверзно, дали по тоа што е кажано, по изглед, по тоа што излезе како немонтиран материјал од таму. новинарскиот дел. Таму. Што новинар прифатил и уредник на МРТВ прифатил нешто што никој пат не се десило. Да му спремиш одговори, прашање на гостина, тоа да го снимиш Не, и не да се ствараш десило, значи не е, лажна значи- ситуација дека он одговарал на прашање, а не одговарал. Тоа е Даваат прашање, но тоа е новинарите донесување даваат на прашања. донесување на даваат. јавноста во заблуда.
одговорите ги има кај него прашањата кај него. Па како би ги направил однапред одговорите ако не ги знае прашањата? Тоа не е Значи, интервју. испратили се прашањата, кој ќе ги... Тоа не е интервју. Кога он ќе ги чита одговорите пред тебе. Па зашто Можеш си да го дошол? прашаш, значи од некој одговор можеш да извадиш под прашање, така Па што не немаше значи ли? прашање, ништо. Ниедно. Овде Може, беше- не, Ниедно немаше, немаше. Овде беше попасив. Не знам сега дали имал, значи секогаш се Ние вади од барем одговор. да што го видов. Ја не можам да знам ти што ќе ми одговориш на некое прашање, така? Ја треба да бидам спремен со повеќе да ти дадам таков одговор во кој ти нема да имаш под прашање. Ама не можеш да ги Добар читаш новинар, секогаш на секој Али одговор ти ќе као најде новинар под си се прашање. нафатил и као медиум кој е од јавен интерес со јавни пари работа. Да Сите медиуми ја работат да од правиш јавен лажна интерес. слика на јавност за некоја јавна личност, во случајов државен функционер, дека он знае, дека е паметен, дека има авторитет, правиш лажна Ма слика. зошто зборуваш Доведош дека јавност со заблуда. Дека прават имидж. Затоа што Не, ја она видовме излегла и ја видовме и презентира бруто нешто. снимката у јавност. Значи и како е праено интервјуто, а не само тоа што е на крај сецкано. Добра, ама значи ако ги земеме интервјуата, сега ти си направил милиарди интервјуа. Не милиарда, си направил многу интервјуа. На 2000. Да, 2000. Од 2000 немало каде што неколку пати се повторувало, па се бунат, па леле чекај, па не ме снимај, X работи фатени, па не Тоа е праење лажна излегла. слика, ти ја доведеш јавност во заблуда. Ама Со тоа што Че, јавноста ја политичари лажеш ги имаат дека не се. јавноста ја лажеш дека имаш човек со едни квалитети и капацитета, уствари бил друг човек со други Ма капацитети. нема човек и квалитети. што од прва одговара, освен Еве, ако не е ја во ти живо. одговарам. Па Во затоа се живо, подобри да. емисии во живот колку снимени. Се сложам, но не се снима од прифаќаат многу сите. причини. Да. Се снима од причини што некој од гостите не е тука, а ти е Не, битен. не, тоа Се снима од X причини. Ево, дали ова, чекај, не сум постпродукцијски- намесен, чекај, има- сгрешив, чекај ова. Изјава кога земаш, се боиш по неколку пати се Да. преснимала, Да, не збориме за немој да, ја немој да даш ти и прашањето и одговорот. Не изјавате така као идиот да ти ја прочита само. Мамо тоа беше. Врти сучи, тоа е. Не се согласувам, ама добро, пак се вртиме цело време околу. Добро, генерална оценка на нашите функционери, им треба пиар, не им треба. Дали се кадарни или не се кадарни, дали ова само еден исплат или Ниф им треба пиари, ја мислам дека сите имаат агенции или поединци кои соработуваат со функционерите во однос на пиар. Сите. Сите и власт и опозиција. Значи нема некој што нема бар ја така знам. Ние зборувам дека за конкретен случај. За еден опасен преседан, кога една битна државна институција, која представува личноста за која ти правиш емисија денеска, Катица Јанева, ќе се претвори у пиар агенција на партија. Така да пак збориме за пиар. Значи не дали таа има пиар асистенти. Има, очигледно имаат. По другите може да се види тоа. Значи прво таа станува пиар агенција на една партија. Единствена нивна работа во заднија година дена што гледавме, тоа е клюкање на другата политичка опција, дури кај што има законски пречки, не смееш заради презумпција на невиност да збориш. Дека пиар агенцијата е добра што работи со нив, докажуваат двеве. Фатиме Фетаи и Ленче Ристовска. Значи, тоа е кај нив пиар има или некој лични ефект. квалитети? Па мораш да имаш личен знак и означено, цело време тоа ти ја зборам. Ти можеш да направиш најголема, најскупа реклама у свет за некој филм кој е нула. Лош режисер, лоши глумци, лоша прича, све лош. И ти сега што правиш? Ке навлечеш 100.000 луѓе и 100.000 луѓе ќе те видат срамот. Значи, кога имаш лош пиар за некој кој не може да ти биде носител на овој пиар, у случајов Катица Јанева, кој нема лични способности, стручни и секакви други потребни за пиарот, ти го доведуваш наместо у слава, у срам. Зошто? Зашто сега многу поише луѓе се свртени со погледите, бидејќи пиарот е голем многу покритички односот и онда гледаат пуф, ништо, и луѓето се лути. Просто си сакал да ги превариш. Пак ти го кажам примерот. Има и у народни поговорки и у живо. У народни поговорки ти е дала бабата 5 денара, се фати зора, сега не знае главата кај е. У живо, јас не можам да играм фудбал со вас. Мојата душа е 10 минути, 5 минути. Вие сега земавте Катица, која треба да игра 90 минути. Она падна 6 минута. Валјда некој направил Сео. проценка колку може и претходно, и на почеток. Први И требало што она е да направи, способен. она требало за себе да направи кога се кандидирал. Значи, СЈО е завршена приказна како институција. Нивната мисија е компрометирана, тие се партиска пиар фирма, со тоа сме завршили. Сега ќе ги чекаме судењата да видиме дали некој ќе биде осуден или не. Тоа што до сега прават, тоа и од сега прават и ќе го прават далje. Ќе држат пресконференција кои ги кажуваат овој е лопов кој ќе се суди од напред, за да се создаде политичка клима. Заев рече, а они не демантираа, дека ги создале за да им помогнат за избори. Избори имаме во декември, избори имаме март или април локални. Значи од денешен ден
кај што се најави хајка против медиуми од страна на СЈО, кај што се најави хајка против бизнисмени од страна на Заев, од денешен ден до крај на мај, ние ќе имаме многу активно СЈО, со многу пресконференции, со многу имиња, со многу случаи, Па и тоа е дел од за кои пиар. нема ни обвинение. Тоа е пиар у корист на СДС, бидејќи се напаѓа само една политичка опција. По дефолт се нанесува штета на другата. Или ќар, зависи кога напаѓаш. Значи, ние не можеме да збориме дали СЈО има добар пиар, СЈО е агенција за пиар. Таму имаме, по мене, најспособен кадар од оно што сум го гледал до сега. Не може да збориме таа Ленче, бидејќи таа тоа што го говори, таа тоа го прави. У моите контакти со судии, со адвокати, со други обвинители, знам дека тоа е екстремно нестручен тим. Денеска сум го зборил и на едно друго место кое е исклучително битно за статусот на СЈО, значи многу битно, со истите зборови. Дека тоа е исклучително нестручен тим со исклучок на 23 луѓе, тоа е оценка на нивните, на обвинителите и на советот на обвинители оценка таа. Дека се работи за опасна авантура, каде што ти даваш судбина на држава, овдека се државни функционери, новинари, директори, фирми. Значи не решава само лична судбина, они позади себе влечат последици кои се на државно ниво. Ти цела држава ја фрлаш на астал со 10 луѓе, од кои 6-7 немаат ни човечко, ни стручно, ни било какво знаење да се носат со вакви сериозни задачи. Нивниот мандат е 4 години, ќе се отидат, последиците ќе останат. Синиша, уште многу кусува и завршната поента и твоја, дали ова стана предмет на негативен политички пиар, дали кај нас има материјал, кај нашиве функционери за она класичен модел на политичар по европски терк во секој поглед и дали во овој случај работите излегува од контрола? Освен министеров за надворешни работи кој по европски терк, бидејќи и школувањето му е надвор и начинот на делување и зборување е буквално европски, тоа си го прави затоа што студирал надвор и живел и работел, како што знам. За другите не можам да кажам дека се европски профил на политичари и начин на однесување. Не верувам дека Лата рече дека сите имаат. Ја мислам дека немаат огромен дел од министрите и од јавните личности немаат пиар или луѓе кои се грижат. Ако ги крстуваат потпоролите, значи ако нивните потпороли знам и агенциите кои работат. Океј. Не можам да кажам дека имаат успех заради тоа што кај нас имиџот кој се креира во јавноста не е тоа што на избори ја превагнува, ја дава предност. Кај нас некои други работи влегуваат, се дава значење, така да имиџот на човекот како личност не менува дали некој ќе биде прифатен во јавноста или нема да биде прифатен. Има еден куп јавни личности, што директори, министри, заменици, што имаат еден куп грешки, во кризни ситуации се покажале екстремно лошо, дури да ги земеме поплавите, па што им стана? Ништо. Така да не верувам дека за жал дека они посветуваат толку многу внимание на пиар. Од една страна, од друга страна дека им треба екстремно на добар дел од тие јавни личности им треба комуникацијски вештини, тука да не збориме, не само од јавни личности, тука збориме за спортисти, глумци, пејачи и веќе да не кога се наведам заради тоа што кога излезат на телевизија или пред медиум не знаат две реченици да спојат. Ви благодарам и на двајцата што одвоивте. Тој професорски оддел имам студенти што гледаат. Значи пиар не смееш да го сведеш на визуалитет. Да те молам само кусот ќе мора да привршува. Значи пиар не може да го сведеш на визуелно, ниту на вербално. Пиар е систем, тоа е наука. Пиар создава авторитет и интегритет, создава пазар кој некој треба да купи твоето мислење. Тоа е идејата. Јас затоа ти кажам, јас сум бил советник за пари на 7-8 изузетно големи странски фирми и на 10 најголеми македонски. На сите 10. Сите 10 имаат свој пиар, сите 10 има добра пазарна позиција. Катица нема добра пазарна позиција, ниеден пиар не е оправдан. Ви благодарам и на двајцата уште еднаш одвоивте време да присуствувате во телевизија Нова на вечерашната дебата. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следува најновиот информативен блок на телевизија Нова.